Благодарам, подпредседателе. Само за македонската јавност да биде познато, да знае ова што се случува во Собранието на Република Македонија е поддржување, продуцирање, гласање на криминал, корупција, арамилак. Ништо друго. Овде почитувана македонска јавност има многу зошто, но само едно затоа. Ова власта го прави само затоа што треба да обезбеди, да добија дебела провизија за ова што го спроведува. Големи пари кои ќе завршат во приватни џебови се во прашање. Ништо друго. Нема овде, нема аргументи, нема во интерес на работниците, нема во интерес на усогласување на регулативата со европската регулатива, со регулативата на Европската Унија. Ова сето е само алиби за да се направи голем, тежок криминал. Историски, децениски, вековен криминал во продукција на газдата Груби и неговиот потрчко премиерот Ковачевски. Дебели, големи пари, милиони евра кои ќе завршат во приватни џебови. Под алиби дека ова било усогласување со европското законодавство. Но, само за да знае македонската јавност, ова одма падна во вода, бидејќи и представниците на Европската Унија и евроамбасадорот Гир тоа јасно и недвосмислено го кажаа дека овдека нема никакво усогласување со европската регулатива и овдека со овие закони се злоупотребува европското знаме, се со една цел да се избегне јавна дебата при носење на вакви важни закони. Дебата, почитувани колеги пратеници од власта, за која сите вие се колневте. Кога гракавте во еден глас нема правда, нема мир, на сите ви беше таа дебата многу важна. А сега гледам, откако седнавте во пратеничките места, и те како ја избегнувате. Реагираа сите. Дури и самиот министер во владата Маричич кажа дека овде нема усогласување со европското законодавство, туку само било како алиби да се спроведел подобро договорот, односно јас уште еднаш ќе кажам да се украдат побрзо и подобро народните пари. Но и оваа реакција на евроамбасадорот Гир и на Европската Унија и евроамбасадорите не допре до власта, па измените на Законот за работни односи веќе помина на Комисијата за европски прашања, а еве гледаме мнозинството е со намера да и спремно да го изгласа законот без разлика на штетите што тој ќе ги направи по работниците. Па колеги пратеници, само заради ваша информација, бидејќи гледам сте исклучени, само чекате да дојде време да го стегнете тастерот за по наредба на Артан Груби и Димитар Ковачевски, да ви прочитам што мислат по основ на ова прашање работниците, односно Сојузот на синдикати на Република Македонија. Ви велат вака: ги повикуваме пратениците на разум. 72 часа работно време не смее да се дозволи во Македонија. Ги повикуваме пратениците да не прават од работниците робови единствено поради тоа што тие робуваат и слугуваат на одредени структури. Ги подсетуваме дека работниците не ги бирале за да носат закони опасни по безбедноста и здравјето на работниците, не ги бирале за да им создаваат нечовечки услови за работа, не ги бирале за да ги жртвуваат нив наспроти бизнис интересите на поединци. Повикуваме на разум, на почитување на човековите и работничките права, на почитување на цивилизацијската придобивка, 8 часа работа, 8 часа рекреација, 8 часа одмор. Почитувани колеги од власта, зарем ова не допира до вас?
Зарем уште ќе можете да кажете во интерес на работникот? Па еве што работникот бара од вас. По ниједна цена да не го прифатите или да не го гласате овој закон. Со овој текст на законот кој вие ќе го поддржите, работодавачите ќе имаат можност да ја зголемат прековремената работа до недоглед. Во план 11 од договорот, кој план се однесува на бројот на работници и план за работа, е дефинирано колку работници ќе работат на автопатот и колку од нив ќе бидат од Република Македонија, колку од странство. И тука пак лага. Премиерот Ковачевски изјави дека 51% ќе бидат домашни работници. Но, забрзо, повторно излезе лагата на виделина, бидејќи со договорот власта се согласила 30% од работниците да бидат домашни, а 70% од странство. И всушност, веќе овде е јасно и останатото што се провлекува во овој закон, а и останатите кои сега закони ги пуштивте со европско знаме, а се однесуваат на договорот, а тоа е дека владата подпишала исклучително штетен договор. Но јас ќе се прашам и ќе ве прашам вас, кој тоа така арогантно, кој тоа е силен и се поставува над законот, над уставот на Република Македонија, и кој мисли дека е семојкен и дека нема утре други ден да одговара за овој криминал и за ова насилство што го прави, па си дозволил да склучува договор во спротивност со постоечката законска регулатива, кршејќи тука и закон, и устав, и плюс си дозволиле да прифатат плаќање на пенали доколку не биде сменета постоечката законска регулатива. Почитувани колеги, ова, уште еднаш ќе кажам, е криминал што го туркате на мускули, со сила. Немојте да влегувате во нешто за кое знаете дека представува грабеж на векот во Република Македонија. И за крај, има една група тука кои спротивставувајќи се на опозицијата, немајќи никакви аргументи, гледам дека одма се повикуваат на нешто што не смеат ни да помислат, бидејќи ни на крај памет на никого во оваа собраниска сала не му е да го прави тие што тоа го преюдицираат и го кажуваат. ВМРО ДПМН имал нешто против албанците или не знам албанските национални интереси и затоа ги спречувал овие закони. Почитувани припадници на албанскиот народ, на албанската националност во Република Македонија, ние сите што живееме во Република Македонија имаме една мака. Немојте да ве замајуваат во 21. век со вакви глупости, со национализми, се со една цел да крадат од буџетот, да крадат од вашите пари. Почитувани припадници на албанската националност, и вашите и нашите деца, и вие и ние бегаме од државата заради овие што носат вакви закони, а се повикуваат дека биле за ваше добро. Нас, како ВМРО ДПМН, како опозиција, не интересира и не ни пречи никој, ни албанец, ни турчин, ни бошњак, ни било која националност. Ни пречи арамилакот, ни пречи криминалот, корупцијата, што го спроведуваат премиерот и неговиот заменик. Тие имаат име и презиме и утре ќе одговараат. Димитар Ковачевски и Артан Груби. Затоа, немојте да дозволите никој да ве замајува, затоа да знаете дека ВМРО ДПМН поддржува изградба на автопати и ги градеше тие автопати во моментите кога ја практикуваше власта во Република Македонија. Но не поддржува арамилак, криминал и корупција. А за тоа, кога ќе дојде време, тие што го прават, ќе одговараат. Благодарам.